Почитувани представници на милионите. Поранешен пратениче Панче, како не ти е срам да излезеш пред јавноста и да зборуваш за маката на тутунарите кои вие ги осиромашивте? Кога јас, Панче, бев со нив, ти и твоите партиски другари бегавте низ собраниските ходници од страв да не се соочите со тутунарите кои се собраа пред парламентот. Ти, Панче, и ВМРО ДПМН тогаш гласавте против нивните бараи. Твоите посети во селата имаат третман на топовско месо и најдобро за твојот ангажман, за разлика од мојот, си награден со одличното 14-то место на пратеничката листа. Толку за тебе, Панче. Сакаш некеш, со тебе е завршено. Почитувани граѓани, ВМРО ДПМН зборува за субвенции, а при тоа заборава да каже за поскапувањата и сиромаштијата кои достигнаа највисоко ниво во историјата на Македонија. Дадената субвенција од 60 денари пред време и свесно им ја скративте од ниската откупна цена, која оваа година е пониска од 120 денари по килограм. Покатастрофален откуп на тутун од годинава Македонија не памти. СДСМ како одговорна партија предупредуваше и навреме укажуваше на сите последици, но вие ништо не превзедовте. Напротив, кутриот ваш министер за земјоделие, за да го ублажи социјалниот бунт, даваше изјави од типот: годинашната реколта е за 30% поквалитетна од ланската. Дека инспекторатот на терен работи, а реалната ситуација на откупните ваги е очајна. Кажа и дека на почетокот од откупот се предавале пониски класи, а потоа повисоките, со што цената ќе достигнала до 180 денари по килограм. Глупост до сега не слушната. Господа од ВМРО ДПМН, вистината е многу различна. Просечната цена на тутунот е пониска од 120 денари. Вие тоа го дозволивте. Само за споредба, 120 денари денеска вредат помалку од 60 денари пред 5 години. Додека тутунски комбинат пропаѓа и во ваше владење направи над 50 милиони евра загуби, работените ги пуштате дома на 80%, а од друга страна, дрско и без срам, работувате сезонски партиски работници само за да ја задоволите вашата гласачка машинерија. Компанијата злоупотребивте за да се отчестите со вашите партиски војници, на кои тутунот со низок квалитет им го откупувате по највисоки цени, додека останатите тутунари ги оставивте сами да се борат без заштита на откупните ваги со приватните компании. Без око да му трепне на Груевски, премиерот во заминување, стотици семејства со склучени договори за откуп на тутун ги остави без корка леп, бидејќи нивниот род им остана дома и го палат по дворовите. И оваа сезона дозволувате непланско производство на тутун, бидејќи до ден денес никој тутунопроизводител нема склучено договор со откупните компании, со што стотици семејства ќе извисат како и оваа година, од што е оправдан стравот дека е можно да се појави вишок на произведен тутун од 2 до 3 милиони килограми. СДСМ гарантира, а тоа е напишано и во нашата изборна програма, дека ќе продолжи со делење на субвенции, но за разлика од ДПМН ќе понуди соодветни мерки кои ќе се среди хаосот при производството и откупот на тутун. Господа од ВМРО ДПМН, вашето заврши. Тутунарите и останатите земјоделци ќе ве казнат на 5 јуни за вашата катастрофална политика. Благодарам. Повелете дали имате прашање.